Драги гледачи, наш гостин во ово издание на емисијата Инфорегион е носителот за изборната единица број 4 од ВМРО ДПМН и коалицијата, господинот Александар Николовски. Господин Николовски, добре дојдовте во ово издание на Инфорегион. Добро најдов, благодарам на поканата. Во ово издание на емисијата би сакал да поразговараме која е вашата програма за повеќе проблеми и проекти кои што вие ги имате предвидено за општина Прилеп и за Пелагонија. На неколку наврати кога бевте дојден тука во градот, напоменавте на тоа дека Прилеп, доколку дојдете на власт, ќе добие за еден 4 годишен мандат 32 милиони евра, односно некаде по 8 милиони евра годишно. Дали имате веќе направено план како тие пари ќе доаѓаат? Ќе легнуваат ли на сметка на општина Прилеп или проектите би ги финансирала централната власт, односно владата, и кој ќе одлучува кои проекти ќе бидат финансирани? Тоа е дел од нашата програма за децентрализација на финансиски средства. Идејата е да се спуштат околу 250 милиони евра секоја година до општините, затоа што факт е дека општините имаат бројни надлежности, граѓаните прво за своите потреби гледаат во општините, а имаат прескромни финансиски средства, да не речам никакви. Еден таков пример е и со општина Прилеп, каде што реално општина Прилеп за капитални расходи, тоа што најмногу интересира граѓаните, или понародски кажано за градба, дали се работи за улици, за тротоари, водоводи, канализациони системи, училишта, градинки и така натака, има буџет од некаде околу 3-3,5 милиони евра, што е недоволно за град како Прилеп. Идејата е ние на тие средства кои што и онака ги приходуваат општините да додадеме средства од буџетот. Оди по глава на жител, има формула како се прави тоа, значи број на жители плюс економска активност и се доаѓа до формулата. И точно за Прилеп е некаде околу 8 милиони евра годишно, што во инвестицијски циклус од 4 години значи 32 милиони евра, и после овој инвестицијски циклус мислам дека сите овие инфраструктурни прашања ќе се затворат, како не би изборувале веќе во 21 век за основни инфраструктурни потреби на граѓаните. Идејата овие средства се трошат токму за тие работи. Значи, таму кај што нема улици да се направат улици, таму кај што нема тротоари да се направат тротоари, таму кај што нема водовод да се постави водоводна мрежа, таму кај што нема канализација да се постави канализациона мрежа, пречистителни станици, училишта и градинки. Тоа што е ингеренција на општината. Тие средства ќе одат кај општините. Значи општините ќе одлучуваат каде? И соодветно на проектите кои што ги имаат општините ќе се реализираат. Додека за покрупните инфраструктурни прашања од типот на изградба на болници, изградба на магистрални и регионални патишта, поврзување железниците и така натака, тоа нормално останува во надлежност на централниот буџет. Но ова се средства кои што ќе одат како директна помош, како директна подршка за општините, како што кажав, ќе можеме за 4 години веќе да сме во ситуација каде што нема повеќе овие прашања да бидат тема. Кога ги спомнавте по големите капитални инвестиции, напоменавте дека за 2 години планирате да го пуштите во употреба Прилеп градско, кој што започна да се гради 2016 година, еве до денес ситуацијата е такава каква што е. Се започна некаква изградба на автопатот со испитување на теренот Прилеп Битола, а исто така најавивте и тоа дека ќе направите обиколница околу Прилеп. За колку време ќе се реализираат овие проекти и дали има нови проекти освен овие 3-4 во инфраструктурата? Изградбата на експресниот пат Прилеп градско мислам дека е заедно со изградбата на автопатот Охрид-Кичево се двата најголеми срамови на владата на СДСМ и на ДУИ и символ за нивната неспособност и криминогеност. Експресниот пат Прилеп градско се гради преку 7 години и се уште нема абер од завршување. Далеко е од завршување. Таму се предвидени 3 делници, на првите 2 по нешто се случува, третата воопшто не е ни пробиена, камоли да се заврши. Повторувам, ова е одлика на неспособноста на СДСМ и ДУИ и за жал сега се случува најлошото, стариот пат се уништи, новиот не се изгради, па гледате под какви услови возат жителите не само на Прилеп, на целиот Пелагонијски регион, за да стигнат до Скопје, например. Или да отидат до Гевгелија, или да излезат надвор од државата. Нашето ветување е дека овој пат ќе се заврши во период од 2 години, односно до 2026 година, комплетно ќе биде завршен во 3 фази. 2 кои што веќе се работат и 3 која што не е пробиена, да се пробие и да се затвори, така што
До крајот на 2026 година Прилеп ќе е поврзан со главниот град и со коридорот 10 со еден модерен експресен пат. Понатака тука е обиколницата на Прилеп со цел да камионите кои што користи тешката индустрија и рудниците не поминуваат низ градското подречје, кое што ќе реализираме. Тука е изградбата на автопатот Прилеп-Битола. Ние би сакале да е автопат Прилеп-Битола граница со Грција, како едно сериозно капитално дело исто така и реконструкција на целокупниот железнички систем. Така што кога сите овие работи ќе ставите во контекст, мислам дека се работи за една исклучително голема инвестициска активност која што ќе ја видиме во периодот кај што доаѓа. Кога го спомнавте автопатот Прилеп-Битола, знаеме дека го гради конзорциумот Бехтел-Енка, дали ќе има некакво ревидирање на тој договор, дали конечно ќе ставане јавен за јавноста да видиме што е потпишано? Јавен ќе стане сигурно, јас го имам и нели до сега сум единствен политичар кој што се охрабри да го објави во јавност, затоа што мислам дека е глупост да таков договор се класифицира како строго доверливо, а во однос на содржината на договорот, ние ќе треба да влеземе во влада, да станеме влада и да можеме да направиме проценка кои се реалните потреби на државата, како и можеле да процениме каде би оделе во следниот период, но дефинитивно изградбата на патишта во Македонија е наш врвен приоритет. Кога станува збор за инфраструктурата, тука и гасоводот, мислам дека е стигнат во близина на Гасоводот е стигнат до кај што стигна во 2017 кога СДСМ и ДУИ направија влада. Ако генерално ги видите капиталните инвестиции во Македонија, тие запреа со формирањето на владата на СДСМ и ДУИ. Практично и да не можеме да се сетиме на ниедна поголема капитална инвестиција која што оваа влада ја направила. Значи ќе продолжи изградбата на гасоводниот Да, систем? апсолутно. Оно што би сакал исто да ве прашам, во близина Прилеп се наоѓа Тирс Прилеп, имаме неколку тука странски инвеститори, неколку години веќе немаме ниту една странска инвестиција нова дојдена во градот. Дали планирате носење на нови странски инвеститори во градот, но паралелно со тоа се отвори прашањето кој би работел во тие нови странски инвестиции, ако знаеме дека имаме огромна миграција на населението, односно иселување од државата, и млади, и стари. Имаме странски инвеститори кои што цела година имаат отворен угол за вработување и не може да ги потполнат тие работни места, особено во сега во период кога огромен дел заминуваат на сезонска работа во Хрватска. Па има тука неколку суштински прашања кои што ги поставивте. Прво во однос на странските инвестиции, тоа е една исклучително успешна политика која што отвори 50.000 работни места во Македонија, што е сериозна бројка. Поврзано со иселувањето, ако помножите тоа по 4 по едно просечно семејство, тоа се 200.000 луѓе кои што сме ги задржале дома. Таа политика се покажа успешна и ние планираме да ја продолжиме, паралелно со стимулирање на домашните инвеститори да инвестираат и да отвараат работни места. Тоа е едно. Второ, односно иселувањето, мислам дека основната причина зашто сега луѓето бегаат од Македонија е затоа што нема ред и нема правда, нема владење на правото. И тоа е многу поголема причина зашто заминуваат отколку заради економски услови, затоа што кога ќе видите животен стандард, трошоци за живот, веќе во Македонија не се така мали платите. Така што основно зашто бегаат е затоа што не чувствуваат дека има ред и дека државата може да оди напред. Кога ова ќе осредиме, мислам дека оптимизмот кај луѓето ќе се зголеми и дека многу луѓе кои што веќе и заминале ќе решат да се вратат во државата. А во однос на тоа зашто сега се не носи странски инвестиции, тоа е исто како и ова претходно што го зборувавме со капиталните и ќе бидат казнети за тоа на избориве. Во Прилеп очекувам огромна победа со огромна разлика. Самото тоа што прават панични напади кон градоначалникот, за кој што имам исклучително високо мислење, мислам дека добро ја работи својата работа. Неосновано го напаѓаат со измислени пресконференции, покажуваат дека не им чини работата и дека нема да го имаат резултатот кој што го посекуваат на избориве, а во исто време дека локалната самоуправа и градоначалникот одлично си ја вршат собствената работа. Сметате ли дека младите конечно ќе се убедат дека ќе има некакви промени во Македонија, затоа што и сам спомнавте, не заминуваат секогаш од економски причини, едноставно 30 години тие едноставно не може да се борат со системот. Јас мислам дека главно заминуваат од овие други причини, а не од економски. Ако пред 20 години се заминуваше од економски причини, сега веќе причината зашто заминуваат е ова што го велите вие. Дали ќе го наречеме владење на правото, дали понародски ќе го наречеме ред, борба со системот, корупција, се сведува на истото и тука мора да се стави точка и да се стави крај.
Кога сме кај економијата, ние сме земјоделски крај, особено тутунарски крај. Еве јас 20 години сум новинар тука во Прилеп, 20 години нема година да нема проблеми околу откупот на тутун. Кога конечно ќе се реши откупот на оваа стратешка култура во земјоделството кај нас? Поубаво рековте, стратешка, а државата не се однесува така. Тука во Прилепскиот регион има огромно производство на тутун. Вчера јас бев во Конче и таму исто така, и во Радовиш и таму има големо производство на тутун. Нашата идеја е да го донесеме законот за тутун со кој што ќе се забрани увоз на тутун во Македонија, со цел целокупниот македонски тутун да се откупи и да се откупи по повисока цена, затоа што кога ќе нема увоз, автоматски цената ќе оди нагоре, а ќе се зголеми и производството. Ние два пати овој закон го поднесувавме во постојниот парламентарен состав, но мнозинството на СДСМ и ДУИ не го прифаќаа и гласаа против. Мислам дека причините се од бизнис карактер, затоа што високо позиционирани личности во владата, односно членови на нивните семејства се увозници на тутун во Македонија. И тоа е единственото логично образложение зашто не го прифатија законот. Иначе законот е многу едноставен и вели дека се забранува увоз на тутун во Македонија, имајќи предвид дека Македонија доволно произведува за она што е пазар во Македонија. Во такви услови, јас сум сигурен дека овие површини кои што се обработуваат сега ќе се зголемат, а и цените кои што ги имаме ќе се зголемат. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, кога сме кај земјоделието, имаме едни фрапантни податоци. Само лани сме дале за увоз на храна скоро милиарда евра како држава, иако се декларираме како аграрна земја. Навистина Тоа е поврзано со ова што ние го имаме како главен повик во кампањата, тоа е да направиме влада без ДУИ. Може би јавноста знае, може би не. Во моментов Македонија увезува домати, краставици, компери, кромит, што е тажно. Главни увозници се 3 компании блиски на ДУИ. Тие се истите кои што го имаат монополот на пазарот и кои што вештачки ги уриваат цените на домашното производство, со цел да се демотивираат македонските земјоделци или да ги продаваат производите по ефтини цени или да не работат. А за возраст на тоа, после тоа да можат да увезуваат во сума која што вие кажавте стига до 1 милиарда. Така што се работи за организирана политика на политичката партија ДУИ, што е мотив плюс да излезат граѓаните да гласаат и да се направат промените, затоа што ова не е случајно што се случува во земјоделието. Кога сме кај економијата, исто така во Прилеп има навистина еден проблем, што го потегнуваат и самите експерти, односно тоа е промена на законот за минерални суровини. Значи, тука имаме 34 концесии, најмногу по територија во Република Македонија како општина, на неметали. Извозот на тие неметали изнесува годишно околу 70 на милиони евра, од сите тие пари не повеќе од 150.000 евра завршуваат во... Точно, треба измени на законот за концесии во повеќе насоки. Прво, во однос на висината на концесиите, второ, повеќе да остануваат во општините. Дел од нашата програма е реорганизација на владата, затоа што сметаме дека овој систем на министерства го одживеа своето време и веќе не може да служи на народот. И планираме да направиме Министерство за рударство и енергетика, кое што ќе може да ги решава овие проблеми, плюс енергетски да развива Македонија, имајќи го предвид колкав е проблемот со електричната енергија и производството на електрична енергија, колкав предизвик е во овие кризни времиња во Европа, во времиња на војни конфликти кои што ги гледаме во Европа. Така што ова министерство ќе даде одговори на овие прашања. Сега во моментов, за жал, рударството е сектор во Министерството за економија и недоволно се посветува внимание, исто како и енергетиката, а со веќе засебно министерство мислам дека многу повеќе ефекти ќе има. Туризмот е исто така една од економските гранки кои што се двигатели на економијата. Дали планирате некакви инвестиции во Прилепско или во туризмот? Ние можеме да развиваме туризам само во делот на она што е културно наследство на Македонија, да не се лажеме, ние нити имаме море, нити имаме бескрајни песочни плажи. И затоа во рамки на оваа реорганизација на министерство планираме спојување на Министерството за култура со секторот туризам кој што би излегол од Министерството за економија и да се формира ново министерство кое што би се нарекувало Министерство за култура и туризам. Да се врзат двете гранки заедно и да го понудиме културниот туризам како понуда на странските туристи. Мислам дека ќе бидат многу заинтересирани. Во Прилеп има доста знаменитости кои што може да се видат и неорганизирани тури, тоа се како би го донеле тука. Токму така, ние сме горди како прилепчани на културното наследство кое што го имаме, особено црквите и манастирите. Еден таков во 13 век е манастирот Трескавец, кој што
буквално се распаѓа, иако според ЮНЕСКО беше прогласен за еден од 100 најзагрозени споменици на култура во светот. Па и таму е исто, додека беше владата на ВМРО не се помагаше, нели патот се направи, почна реконструкција после пожарот и така натака. Сега како школијата не се работи ништо. Така што тоа е тажната вистина за оваа влада и причината зашто треба да си одат. Еден од најголемите проблеми во Прилепско е дрвокраството. Буквално можам да кажам дека не остана, мислам дека сме најмногу погодени како општина, не остана буквално дрвце во сите околни планини, се уништуваат белите дробови на граѓаните. Видете, систем има, институции има, проблем е што се корумпирани не работат. Има шумска полиција, имаат ингеренции, има многу јасен и ригорозен закон, треба само да се примени. Проблем е што не се применува. Проблем е што луѓе се уценуваат. Иначе законот е јасен, доколку некој се фати во дрвократство, му се одзема и возилото со кое што го прави тоа, со цел да се демотивираат луѓето да го прават тоа. Ама што го прават, значи дека тие се во дослуг со шумската полиција и дека тие кои што работат таму се корумпирани. И затоа тоа последната влада исто така ќе го решава. Во интерес на времето уште само две прашања поврзани со спортот и културата. Прилеп со години чека театар. Дали ќе го добие? Театар имате и има одлични представи. театар кој што Претпоставам мислите на објект. Објектот е стар повеќе од 100 години. Да, ние сме ветиле дека ќе изградиме објект за театарот и ќе го направиме тоа. Иначе имате одлична екипа тука на актери. Јас сум голем љубител на уметноста, можеби тоа не е познато во јавност. Така што Прилепскиот театар мислам дека моментов можеби е и најдобар во Македонија како квалитет на актери кои што играат. Токму така, исто така, на едно нешто што сме горди е Прилепскиот ансамбл кој што прави наистина прекрасни и одлични представи. Спортот никош не бил на полошо ниво во градов. Во овој момент имаме две спортски сали кои што едната од 2000 година нема добиена од технички прием, сала Македонија, а другата универзална сала која што се наоѓа во состав на Тутунскиот комбинат е затворена од причини затоа што едната трибина според ИЗИС била опасна за употреба. Дури и спортистите велат дека тоа се решава со некаква инвестиција од 5 до 10.000 евра, но еве никој не покажа да се желба Дефинитивно се тоа ќе го решаваме, треба со двете спортски сали добро да се испита и да се види дали може да бидат функционални или не. Ако може да бидат функционални, со реконструкција се изведат, а доколку не ќе изградиме нови во рамки на овие средства кои што ги планираме за општина Прилеп, има доволно средства да се заврши оваа работа. И еве за крај, која е вашата порака до прилепчани, до граѓаните нови региони? Па да ги поканам и во среда и на 8 мај да излезат масовно да гласаат, затоа што промените се прават само со масовна излезност, сеење дома тоа не се прави. Очекувам убедлива победа и за ВМРО-ДПМН и за Гордана Селјановска-Давкова и очекувам да имаме најмногу пратеници во четвртата изборна единица, најмногу гласови и тоа да е огромна помош за ВМРО-ДПМН за да може да формира влада без да биде уценувана од било кого. Отприлика може да калкулирате што колку очекувате? За четворката или општо? Четворката. Четворката реално ние се движиме помеѓу 12 и 13 пратеници. СДСМ се движи помеѓу 5 и 7 пратеници и двете помали политички партии се движат помеѓу 0 и 1 пратеник. Така што тоа е како изгледа сега расположението. Господин Николовски, ви благодарам на времето. Кампањата за пратеничките избори туку што започна, се надевам дека Јас да се извинам малце заради тонот на гласот, но сум во нарушена здравствена состојба, такво и се и временските услови, но се надевам дека гледачите и слушателите ќе можат добро да ги разберат нашите пораки. Благодарам. Ви благодарам. Уште ќе поразговараме и за други теми во наредни прилики. За гледачи, тоа беше Александар Николовски, носителот на листа за изборна единица 4 од коалицијата на ВМРО-ДПМН. Ние се гледаме со други кандидати за пратеници во наредното издание на Инфорегион.